Инфлацијата континуирано се намалува, а платите растат, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, повикувајќи се на податоци од Државниот завод за статистика. Но на кое што е важно е дека сите оние тези на СДСМ дека платата не растела, дека долгот се зголемувал, дека сме ги задолжиле неродените генерации со 7 милиарди така натаму, полекано сигурно како меур од сапуница се распрснуваат. Имено вчера Државниот завод за статистика објави податок дека и бруто и нето платата во јули е за повеќе од 10,5% поголема од јули 2024 година, кој што впрочем беше и прв месец од оваа влада. Така што тезата на СДСМ дека платите не само што не растеле, туку и се намалувале, не држи вода. Во однос на буџетскиот дефицит пред и во времето на оваа влада, Мицкоски објасни. Ако тогаш буџетскиот дефицит беше над 5%, оваа година буџетскиот дефицит ќе биде под 4%, што значи дека макроекономското консолидирање продолжува. Платите продолжуваат да растат, инфлацијата полека се стабилизира, очекувам да продолжи трендот на намалување на инфлацијата и стабилизирање на ниво под 4%. Бруто домашниот производ 4 квартали поред расте, 3,2, 3,2 и 3,4%. Најголемиот генератор на сиромаштија, и токму затоа овој лакенски фактор е таков, се пензионерите. Вчера Државниот завод за статистика ги презентираше податоците за минималната просечна плата, која според пресметките изнесува 45.276 денари.